Часот и 15 минути, добро познатиот термин за уште едно уживање со најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Многу ми е драго што и денес пред вас ќе представиме една млада музичка македонска надеж. Станува збор за 18 годишното момче Мартин Милошевски, кој што ни доаѓа од општина Чашка, Велешко, на кого ќе му посакам добре дојде и ќе го поканам да споделиме нешто повеќе за сето она кое што тој го работи. Најпрво ти благодарам. Ви благодарам и вас што ме поканивте. Да ги поздравам сите гледачи на ТВ Сонце. Да поздравам исто мојата фамилија Милошевски. Так, Мартин, како се чувствуваш во ова топло време, во ова време на олабавени рестриктивни мерки од COVID-19? Многу добро се чувствувам. Среќно. Так. Многу сум возбуден. Ке се чувствуваш среќно бидејќи имаш многу поводи кои што ќе ги споделиме токму тука. Тебе ти е ова прво гостување вака во медиум. Многу ми е драго што прифати токму тоа да се случува овде во мојата авторска емисија на телевизија Сонце. Јас сакам да почнеме со едно мало представување на мало вертира, да ги запознаеме нашите гледачи кој е Мартин Милошевски, ако веќе јавноста полека дознава за твоето име. Ајде, кој е Мартин Милошевски, од каде ни доаѓаш, со што се занимаваш? Јас доаѓам од општина Чашка, со потекло сум од селото Ореше. Свирам хармоника од 8 одделение. Мојот чичко и мојот татко порано свиреле. Мојот чичко прв пат ми даде хармоника. Многу сум му благодарен на него. Почнав да се занимавам професионално со хармониката во Битово, кога почнав да се школувам во средното музичко училиште кај професорот Тире Стојчевски, кој е најзаслужен за ова што имам постигнато. Голем поздрав до него. Многу ми е жал што не можеше денеска да присуствува тука со нас. Така, учиш занаето твојот татко и твојот чичко, впрочем, значи освен што свириш, ти пееш. И сега, ја одбираш народната музика. Од каде љубовта кон народната музика? Па цела фамилија, како што кажав, и чичко ми сите народна музика, уште од мал се слушале касети, се цедиња. Предпоставувам од најрана возраст почнуваш многу мал. Да ја 6 години почнувам да пеам. Така. Го препознаваат ли квалитетот, односно талентот и дарбата кај тебе, твоите родители, твоето семејство? Да. Одма се препознав. Така. Продолжуваш да се школуваш во музичкото училиште Тоше Проески во Битола. Сега си трета година, веќе нели? Завршена трета година, веќе одиме кон матурант. Какво е искуството да се учи музика, од професор како Кирил Стојчевски? Ајде повеќе за твоето образование таму и колку образованието ти помогна и ти помага да бидеш успешен во ова што го правиш денес? Образованието многу ми помогна. Се мислеше ли дали да се запишеш на музичко? Имаше ли? Не, одвучен бев уште од 7 одделение. Ете така, добро. Многу рано се одвучив да одам музичко и ми се оствари желбата. Многу е тешко да се учи музичко. Не е оно како што ќе кажат лесно е, ајде да ќе свириш, ќе пееш. Само свири, ама не е така. Так. Има многу работи други. Така. Колку професорите се заслужни за она што си денес? Од кого можеш се да учиш и од кого еве учиш? Сите предмети во музичкото се битни за учењето. Така. Јас хармоника учам приватни часови во училиштето, не сум на хармоника. На приватни учам, ке Тире Стојчевски професорот. Многу се заслужни професорите, за сите професори. Представуваат ли еден ветер во грб? Те мотивираат ли? Ти викаат ли? Многу мотивираат. Знаеш, она продолжи напред, направи нешто. Сега, ти правиш нешто од себе, јас нема да го открием, ти ќе го откриеш тоа. Што се случува сега на музички план кај тебе? Музичкиот план снимивме моје прво CD со 4 песни и 4 ора. Сите се мои. Така. Сега мој ора. Тоа мене ми е малце како нејасно. Твои кореографии? Не сваќам. Професорот измисли или мои? Професорот ги измисли. Така. Во соработка со него. Да, песната што е за Ореше, моја Ореше што има спот. Текстописец мојата братучечка Андријана Илиевска, поздрав и до неа. Така, ќе поздравам. А музиката ја направив јас на таа песна.
за Ореше. Така, албумот се состои од 8 песни, е наречен Остварен сон, зашто Да. токму Остварен сон? Можеби дека веќе ти се исполни Да, сонот? ми се исполнува сонот полека. Така, затоа и впрочем и тоа име. Да. И сега интересно е тоа што за една од песните ти снимаш и спот. Ајде да откриеме повеќе за тоа. Каде се снима спотот, колку време се работеше, кој се учествуваше, со кого се соработуваше? Спотот се снимаше во селото Ореше, Така? во Азот се наоѓа, се снимаше со продукцијата Маго, поздрав до нив. Се снимаше 2 дена, на манастирот се снимаше горе. Над селото има манастир, 1200 метри височина. Така, кој се учествуваше овде, со кого се соработуваше, ајде и тоа да го откриеме. Спотот учествуваа 2 девојчиња, Сара Панова и Моника Ѓорѓиевска, поздрав голем и до нив. Бевме собрани сите фамилиарно горе на манастирот. Така. Да. Претпоставувам во спотот се беше во знак на народната песна, на народната музика. Јас го погледнав и видов дека скоро сите сте облечени во народни носи. Кажи ми за мислата за спотот, се беше твоја организација, се беше твоја замисла? Моја замисла и на мајка ми. Аха, Со тука и мајка мама ми. помогна. Да, мајка. Така, а да не откриваме повеќе, туку да ги поканиме еве и нашите гледачи да го погледнат спотот за песната Моје Ореше, да видат всушност кој си и што правиш и нели да видиме колку ти ја негуваш и како народната песна и народната музика. Почитувани гледачи, Моје Ореше уживајте во изведба на Мартин Милошевски. Тешки се копнежите, тешки се разделбите, по мрачни слики се пред очиве. За тебе боли душата, пуста и печалбарска, наша клека судбина. Во амането ставено, со векови си градено, ко Божи благослов си дадено. Со тебе се гордеме, за тебе песни пеме. Еј, моје Ореше, моје родно огниште. Таму срце остана, горе кај планината, таму кај што порасна. Таму горе вливада, таму подда утица, манастир Свети Ѓорѓија. Во амането ставено, со векови си градено, ко Божи благослов си дадено. Со тебе се гордеме, за тебе песни пеме. Еј, моје Ореше, моје родно огниште. Така, тоа беше Моје Ореше од Мартин Милошевски. Навистина прекрасно доловена народната носија, народната песна, народната традиција на нашата земја. Зошто Моје Ореше? Дали ти можеби потекнуваш од Моје Ореше? Да, јас потекнувам и сум роден во Ореше. Ама за брзо сме преселени во општина Чашка
Ма секој викенд сме таму во Ореш, имаме куќа таму исто. Така, па ти реши еве да го вековечиш селото во една преубава песна и преубав спот. Ајде повеќе за другите песни, да спомнеме нешто и за нив, дали планираш спотови за другите песни? Планирам да правам спот за песната Писмо пратив, која е исто така како печалбарска малце. Планираме за брзо време да правиме и за неа спот. Па ќе видим. Исто ќе тераш по оној терк на народна Да, носија, на исто. народна песна, народна Исто музика. така. Така, освен народната песна, му лежи ли на Мартин нешто друго? Па пеам се српско, Познат ли си вака меѓу журките, Да, меѓу забавите, да, те викаат ли да. веќе? почна више. Така. После короната више. Така, тоа беше моето следно прашање, што се случуваше во време на ковид пандемијата, колку ковид пандемијата влијаеше еве на твојата кариера, ќе ја кажеме, на твоите активности, твоите проекти. Во ковидот Имаше ли застој некој? имаше застој, да. Така, секако. Ме запре со обработката за CD-то. И многу во короната имавме време, многу вежбавме. Секој ден се вежбаше. Значи на некој начин си Да. го искористи Го рационално искористи времето. времето, вежбав секој ден скоро. И сега после короната почнаа тезгите, почнаа да викаат да се јавуваат. Тоа е добро. Така, на прослави, на... Да. Матурски веридби. Одлично. Со себе го носиш можеби твојот најомилен инструмент. Најомилен. Ќе засвириме ли нешто пред нашите Може. гледачи? Отсвириме на моја песна Вечна љубов. Вечна љубов, ајде нека биде љубовта вечна, ќе отсвириме. Повели. Srce plače mila po tebe, vo duša nadeš se zasunila. Po tebe kopne žot me ubiva. Cela noć tažna je. Srce plače mila po tebe, vo duša nadeš se zasunila. Po tebe kopne žut me ubiva. Na večna ljubav se zakonavne, za sretni vremi nja sonuvavne. Tišina ta je teška bez tebe, srce plače mila po tebe. Na večna ljubav se zakonavne, za sretni vremi nja sonuvavne. Tišina ta je teška bez tebe, srce plače mila po tebe. Srce plače mila po tebe. Прекрасно и секоја чест. Ајде повеќе за ората. 4 ора, вика, се наоѓаат во првиот албум на Милошевски. Томе во оро, разиграна деветка, циганчица и двојка. Овие ора се играат по свадби, ја не сум многу по ората, па ајде ти ќе ни Се играат објасниш. сите по свадби. Томе Воро е баш. Ти ги свириш тие ора, така? Да, јас ги свирам со хармоника. Со хармоника. Томе Воро е крстено на мојот татко Томе, Аха, одлично. кој е најзаслужен за ова. Што постигна ми беше најголема поддршка. Те препознаваат ли веќе луѓето, знаат ли кој е Мартин Милошевски, дека Да. тоа е хармоникашот? Како Да. те доживуваат луѓето? Како Хармоникашот, интерпретар или- пејачот. Так, И двете, хармоникашот. Да. И сега освен на хармоника, има ли друг инструмент кој што го владееш? Синтесајзер исто свирам. Така? Тоа е слично, ама и синтесајзер исто свирам, а во училиштето втори инструмент ми е виола, први инструмент клавир. Задолжителен. Така. Спомена твојот татко е твоја најголема поддршка. Да. Ајде да споменеме повеќе за твојата најголема поддршка, кругот на твоите луѓе кои те поддржуваат.
Те мотивираат ли? Ти велат ли да продолжиш? Да. Најголема поддршка ми е фамилијата, татко ми. Татко ми е најголема поддршка и со него, и битова, и сегде. Менаџер. Менаџер. Менаџер, така. За спотовите ќе те прашам пак на другите песни. Планирано ти е сите да се одвиваат во Ореше, во манастирот? Сите Не. спотови или ќе се снима на повеќе места во Македонија? Планираме на друго место. Сега ти видим, уште немаме одлучено. Ама во Ореше нема да биде. Друго место планирам. Така. Прекрасно, јас ти посакувам да си ги исполниш сите твои желби, сите твои соништа, освен музиката и освен проектите поврзани со музика, со што се занимава можеби Мартин приватно, што го исполнува неговото време? Приватно хоби ми е да возам мотор. Скоро секој викенд возам мотор. Исто и кога сум слободен со татко ми помагам. Така? Водам. Хоби ми е моторот највеќе. Предпоставувам во друштвото си главен за забава, Да. за убава песна, за убава музика. Така, што ќе им порачаме на сите оние млади кои што сакаат, имаат дарба, а некако се скептични дали да почнат да направат песна, да направат спот, односно тука се наметнува прашањето колку е тешко во нашата држава за еден млад уметник да успее, да се пробие, да го дознаат. Колку тебе ти беше тешко еве да го изодиш овој пат за денес да бидеш момче со веќе свој албум, со свој спот? Тешко е, тешко. Во денот по 4, 5, 6 сати вежбав, секој ден. Треба да се биде самоупорен. Треба да се биде упорен и да се оди по патот. Има еден пат, има и кривини, лево, десно, но мора да се оди, да се поминува. Така, вела дека она кој го сакаш, на крајот ќе си го оствариш со доволна желба и доволен труд. Секоја чест за тебе, ти посакувам, како што кажав, уште многу успеси и што да очекуваме следно од тебе, освен нели спотот за писмо. Да. Така. Што да очекуваме следно? Во план сум да пробам уште едно CD. Тоа ќе биде понатаму. Само здравје. Планираме да правиме со мојот професор уште едно CD. Да. Добро, кај ќе се појавиш на следно? Може би ти текнало ли можеби да се пријавиш на некој фестивал, на некој таков настан или можеби тоа не е во твој домен? Не. Не? Ти си сам свој цитираш. Така, јас ќе ти посакам да си ги исполниш тие желби, да излезе и спотовите за другите твои песни. Кој од соработниците е секогаш до тебе? Ветер во грб. Секогаш до мене беше Тире Стојчевски и уште е. Многу му благодарам, пак ќе го спомнеме. Така, пак ќе го спомнеме. Да. Така, што те научи, што те советува професорот? Ме научи многу, не само за свирење, ме научи за животот, за се. Така, каде се гледаш, Мартин, после твоето образование? После моето образование Предпоставувам каде се гледаш, но ева ајде од твоја страна. Планирам да одам факултет. Исто ќе се насочиш на музика. академија. Така. Планирам да одам факултет, да снимам песни, да свирам. Тоа се гледам таму. Така, нормално. Тоа е Да. патот, како што кажа ти, со сите оние кривини, со сите оние препреки, но да, цврсто, храбро и со гордо крената глава. Одиме понатаму. Ти благодарам уште еднаш што ја прифати поканата, ти благодарам што дојде овде, што сподели дел за твоите проекти, за музиката и за се она кое што ти го негуваш како македонска народна песна и македонска народна музика. Уште еднаш ти посакувам да си ги исполниш сите твои замислени цели, да продолжиш да ја негуваш народната македонска традиција и да се видиме за уште многу твои нови проекти, многу твои нови успеси. Кого ќе поздравиме на крајот и што ќе посакаме? На крајот ти ги поздравам сите гледачи на ТВ Сонце, цела моја фамилија, професорот Тире Стојчевски, моите ученици од мојот клас. Поздрав до сите. Тоа. Така, ти благодарам уште еднаш. На самиот крај ќе посакам да отсвириме уште нешто. Може. Thank you.
Почитувани гледачи, се надевам и уверена сум дека уживавте во убавите звуци на македонската народна песна и македонското народно оро, секако во изведба на Мартин Милошевски. Ние се гледаме за 7 дена во истиот термин. Посебен поздрав и посебна благодарност до моите бутик Мај Мода, кои се наоѓаат овде во центарот на Скопје, и до мојата шминкерка Самра Имери. Бидете поздравени, се гледаме за една седмица.